Александар Димитриевиќ е адвокат и борец за социјална правда, роден и израснат во Ѓорче Петров, каде неговото семејство живее веќе 3 генерации. По завршувањето на правниот факултет и полагањето на правосудниот испит, во 2013 година ја отвори сопствената адвокатска канцеларија со вработени адвокати кои се посветени на борбата за работничките права. Во својата професионална работа се посветил на унапредување на работничките права и активно соработува со меѓународни правни асоциации. Како долгогодишен жител на Ѓорче Петров, одблизу ги познава проблемите со кои секојдневно се соочуваат граѓаните. Од прекумерната бетонизација и уништување на зеленилото, до инфраструктурните недостатоци, загадувањето и отсуството на спортски и културни содржини. Со своето искуство и енергија, Димитриевиќ влегува во политиката преку левица со јасна цел да стави крај на криминалните практики и да внесе правда и честност во управувањето со општината. Ја добивте довербата од партијата. Зошто мислите дека ја заслужувате од граѓаните? Доколку граѓаните одлучат јас да бидам градоначелник на општина Ѓорче Петров, прво што ќе направам е кога ќе влеземе во општината, ќе почнат да се снимаат седниците. Граѓаните да имаат увид и транспарентност во тоа. Градоначалникот што кажува, што ветува, а советниците што гласаат. Зашто мислам дека треба јас да станам градоначалник на општина Ѓорче Петров е тоа затоа што ние имаме визија како од Ѓорче Петров да направиме поубава, помодерна, почиста и многу важно побезбедна општина. Во Ѓорче Петров ние сме веќе 4-та генерација моето дете. Дедо ми се преселил во Ѓорче Петров како железничар, понатака сме живеели во една позната куќа која што се наоѓа во паркот, тука е роден татко ми, тука сум роден јас. Навистина го познавам Ѓорче Петров, имам многу пријатели, сум завршил и основна и средна школа во Ѓорче Петров и не само што сакам и мислам дека Ѓорче Петров заслужува да биде подобра општина, туку и навистина јас како кандидат за градоначалник и советниците, односно тимот кој што работи, имаме интересна програма и остварлива која што може од Ѓорче Петров да направи, како што кажав, модерна, убава и чиста и безбедна општина. Каква ќе биде вашата кампања? Ние поделивме кампањата на 3 сегменти. Прво е снимање на видеа или спотови во кои што ќе опишеме делови од програмата со која што ќе можат граѓаните да се запознаат што ние имаме намера да направиме во општина Ѓорче Петров. Веруваме дека сега социјалните медиуми и општо медиумите се битни како визуелен приказ на тоа која е нашата програма и како би ги доловили или како би ги оствариле. Понатака ќе се префрлиме на теренска кампања. Теренската кампања ќе биде преку штандови, на кои што секако јас ќе бидам присутен, ќе разговарам со граѓаните, ќе ги слушнам нивните проблеми и ќе ги запознам со нашата програма и секако да најдеме заеднички јазик за тоа како треба да се постапи, како треба да се реши. Нели некој пат програмата може да биде неостварлива затоа што на терен нели се случуваат поинаква фактичка состојба, треба да се премине преку некој зид или не е наша надлежност или нешто што може да биде препрека, тоа ќе го утврдиме заедно со граѓаните, со местното население на лице место и ќе се обидеме во наредниот 4 годишен мандат ние да помогнеме Ѓорче да заличи на општина како што доликува, затоа што Ѓорче сепак е влез на Скопје. Која е првата работа што ќе ја направите откако ќе станете градоначалник на општина? Првата работа што ќе направиме ќе поставиме камера за видеонадзор на кој што ќе се снимаат седниците. Значи ќе се снима секој искажан збор на градоначалникот и ќе се снима секоја одлука за која што советниците ќе кренат рака. Па народот нека цени, нека одлучува, нека гледа кои советници како одлучиле за нивната иднина. Верувам дека ова е тешко време за Македонија, затоа што ние се соочуваме со многу поголеми кризи од тоа дали ќе има не знам некаков фестивал или било што во смисла на загадувањето. Видовте што се случи во Трубарево, што се случи во Вардарешта, ние дишиме загаден и канцероген воздух. Јас сум и како родител и како граѓанин сериозно загрижен за тоа дека воздухот е загаден, дека почвата е контаминирана. Значи јас сум имал во семејство случај на болен од канцер кој што починал и знам колку е тешко тоа и дека ова сега на нас што не се случува може да не се рефлектуира во наредните години на нашите дечиња и затоа е тоа нешто прво што ќе се зафатиме после снимањето на седници да ги детектираме загадувачите на почвата, загадувачите кои што формираат диви депонии во општина Ѓорче Петров и да ги исчистиме. На што имате најголема забелешка на досегашната работа на градоначалникот? Целта на градоначалникот е да биде менаџер или организатор на општината.
Градоначалникот треба да формира сектори кои што понатака ќе може да се ги извршуваат своите работни задачи. Во општина отсуствува тој менеджмент или се гледа анемијата во организацијската способност на градоначалникот да обезбеди служби кои што ќе може да дадат редовен сервис на граѓаните. Во смисла чистење на ѓубриштето, во смисла на инспекцијски служби кои што ќе можат да ги регулираат, да ги детектираат отпадите, во смисла на служби кои што ќе можат да дадат соодветни правни услуги затоа што нели облигационите односи нас од будењето па за спивањето не сретнуваат. Тука мислам дека градоначалникот потврди, а после тоа се рефлектуира нормално на или се одразува на теренот на улицата. Улиците се нечисти, нема веќе камионче кои што ќе ги пере улиците, дури да се ишици сметот останува реата и комплетно Ѓорчево остана една запуштена општина, а моментално градоначалник се занимава со ситни проектчиња како поправање на љуѓешки, ставање на детски игралишта, што не е основен проблем на општината. Општината има поголеми проблеми и инфраструктурни и капитални проекти. Значи во општина Ѓорче Петров актуелниот градоначалник не направи ниту еден капитален проект. Единствено беше тековни одржување. За тековни одржувања ја на шала кажам, дури и да нема општината градоначалник, самите служби и нивната поставеност треба да ги сервисираат тие тековни одржувања на општината во смисла фарбање клупи, поставување игралишта, поставување љуѓешки. Градоначалникот служи за да направи ново руго на општината. Значи, општината да добие нов лик, тоа е вистински и тоа е визионерски поставен градоначалник. За жал, нашиот актуелен градоначалник не е. Кои конкретни мерки ќе ги предложите за младите во општината со цел на нивно останување? Па ние во програмата имаме конкретни мерки, а тоа е субвенционирање на младите луѓе кои што сакаат да отворат своји компании. Сега ја по професија сум адвокат, ги познавам тие процеси, лесни се, а Ѓорче Петров како општина има и интересна инфраструктура. Штета што мијатите градоначалници ги маргинализираат тие делови во смисла од делот кај што беше урбан направија бетонска џунгла, а од делот кај што има можност да се развие рурален развој, туризам, просперитет, таму го оставија без инфраструктура. Ѓорче Петров има територија која што е блиску до обиколницата или граничи со обиколницата. Таа територија се нарекува индустријска зона која што е предвидена, а која што воопшто нема поставена инфраструктура и не е актуализирана. Значи за младите ќе поставиме услови да можат, затоа што сега младите се заинтересирани за отварање на предприемништво и нови корпоративни бизниси, за младите ќе поставиме услови да можат да си отворат своји компании, да добијат субвенции, ќе го зголемиме додатокот за новородено дете, ќе субвенционираме детски седишта за во кола, што е нешто потребно кога ќе се роди детенце, тоа е законска обврска, и ќе субвенционираме 5 часови од автошкола на сите млади кои што ќе сакат да започнат со управување на моторно возило, и во програмата е предвидено да има еден полигон на едно место кај што е слободно сега ливада генерално во општината, таму ќе има полигон каде што ќе можат да возат, да вежбат со инструктори, со родители. Сите се жалат од нехигиената во внатрешните делови на општината, кои се пак под ингеренција на општината. Имате ли конкретни мерки на граѓаните да им обезбедите чиста и здрава животна средина? Повеќето градоначалници се абстрахираат од надлежноста, велејќи дека тоа е надлежност на некој јавно претпријатие или на градот, меѓутоа според мене вистински градоначалник ќе најде решение за загадувањето. Може би улицата навистина на град Скопје, ама жителите на улицата не се на град Скопје, туку на општината. Градоначалникот ќе мора да си најде решение на било каков начин. И во закон за локална самоуправа е предвидено дека секоја општина може да се формира јавни служби. Тие јавни служби се наречени јавни претпријатија, во кои што општината може да си донесе камиончиња и да си го собира сметот дури од улиците кои што надлежат на градот Скопје. А понатака да се склучи договор со Дрисла или со претпријатие кој што ќе може да го преработува отпадот и да го носи таму отпадот. Ние генерално технолошки останавме најзаостаната држава на Балканот, а веруваме и во Европа, затоа што гледаме дека другите држави, да не зборуваме за Кина и современи држави, во сред центар на град имаат фабрика за преработување на отпад. Меѓутоа имаат толку добра технологија и филтри, каде што нема ни еден микрограм загадување PM честички.
Значи тоа во соработка со градот Скопје, зашто ние не можеме да излеземе како општина од градот Скопје, нити да се наметнуваме на градот Скопје. Тоа треба градот Скопје и општините заедно, затоа имаме и министер за локална самоуправа, кој што е неефективен и го нема нигде, и имаме претседател на ЗЕЛС, кој што претендира да биде градоначалник на град Скопје, а нема поднесено ни една мерка. Значи тоа можеме ние заедно да го реализираме, да направиме фабрики кои што на соодветен начин ќе го преработуваат отпадот, а нема да загадуваат. За разлика од досегашните загатувачи кои што горат секакво масло, кои што горат пластики, а немаат филтри, и Министерството за животна средина нема евиденција колку тие преработуваат и колку го загадуваат воздухот. Тоа е. Значи има решение, ако градоначалникот сака, ако има визија, и ако има намера, има решение да се исчистат сите улици. Со тоа што ви кажав, ние ја памтам како дете, отколку ќе се исчистеа контейнерите, поминуваше камиончек со вода која што ги миеше улиците. Сега такво нешто нема. Кога ќе се исчистат улиците, течноста од сметот продолжува да тече низ улицата и тоа со коли луѓето поминуваат и ја разнесуваат низ цели улици и цели улици мирисаат.